Го следите најновото саботно издание на регионалните вести. Кога ќе се распределат новите социјални станови во Гостивар, зградата е во фаза на технички прием, пошто ќе биде објавен оглас, најави министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски. Изградбата на новиот објект со станови за социјално загрозени семејства во Гостивар, лоциран близу болницата покрај кеот на Вардар, е во завршна фаза. На терен може да се забележи дека градбата е комплетирана со врати и прозорци, влезот е уреден, а почнато е средување и на околната дворна површина. Прашањето кое се поставува е кога ќе бидат поделени социјалните станови, за да можат семејствата да се вселуваат. Во зградата со две ламели има вкупно 70 станови, наменети за семејства од ранливи категории. Министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски изјави дека зградата е во фаза на технички прием, пошто ќе се објави огласот за доделување на становите. Кога точно тоа ќе се случи не прецизираше, но според проценките се очекува да биде на есен. Во фаза е постапката, ние собираме податоци кои што се врзани со, разбира, тоа не го прави само Министерството за транспорт и врски, го прави заедно со Министерството за труд и социјална политика, врз база со завршувањето на зградата, техничкиот прием, одма ќе распишеме оглас за социјалните станови. Сакам да најавам дека во наредниот период ќе бидат распишани огласи за социјалните станови во Почани и во Македонски. Изградбата на социјалните станови во Гостивар започна пред неполни 3 години. Проектот е вреден околу 85 милиони денари. Партијата Алијанса за албанците на пресконференција ја критикуваше работата на владата во областа на здравството. Се осврна на емиграција на лекарите во странство, рейтингот во здравството, увозот на лекови, законот за здравствена заштита и други актуелни теми. Бесмислен и скандалозен е проектот за централизација на биохемиските лаборатории на централно ниво. Прво беше најавено дека ќе бидат 12, за да по само 24 часа бројот се намали на 8 лаборатории, што укажува на несериозност, неподготвеност и отсутство на консултации со експерти од оваа област, кои се загрижени за последиците кои може да произлезат по нивната секојдневна работа поради нивното заобиколување од овој процес, како и недостатокот на такви искуства во околните држави, а и пошироко. Како резултат на анализата на одделот за здравство на Алијансата за албанците, партијата бара овој проект веднаш да запре и предлагаме најпрво да се формираат групи на експерти кои ќе направат регистрација на постојните апарати, фреквенцијата и обемот на работа на секоја лабораторија, бројот на населението кое се покрива и квалификациите на вработените во оваа област. Од друга страна, здравството во Македонија има многу поголеми проблеми отколку проблемот со лабораториите и со право предизвикува сомневање за валкани игри, наместо за проект кој ќе олесни работата на здравствените работници и пациентите и ќе заштедат пари од буџетот. Доктор Адил Мустафа во емисијата Блиц, емитувана на телевизија Алфа, раскажува како според него банките во Македонија му ја одзеле болницата Шендети во Тетово. По завршувањето на регионалните вести, гледајте ја целата емисија со него. Доктор Адил Мустафа е гинеколог кој живее во Тетово. Тој долги години живеел во странство. Пред повеќе од една деценија, по повик на македонски политичари дошол во земјава да инвестира и да отвори болница во Тетово. Неговиот сон и сонот на неговата сопруга да имаат своја болница, во која двајцата ќе работат како доктори, се претворил во кошмар. Откако, како што вели, банките го измамиле и му ја зеле болницата. Сега е заглавен во правните лавиринти. Добре дојде за доктор Адил Мустафа, гинеколог, кој дошол да инвестира во Македонија и да направи болница. Фала, Лупче. Ја 2002 дојдов од Албанија со повик на Али Амет и Бранко Црвенковски да инвестирам, да го развиеме Македонијата и 2002 почнев болница во Мала Речица, го градив 8 спрата болница и 2 спрати ги отворив као поликлиника. Значи 2004 го отворив као поликлиника, до сега све со моите пари го реализирав овој проект. Колку пари инвестиравте? Овој проект е голем проект, инвестирало околу 10 милиони евро. Тука е ставено мој труд и моја жена, јас сум доктор гинеколог, моја жена стоматолог, парите од мојот брат што работи во Швајцарија и парите од моја фамилија, дајџите што е во Швајцарија.
Но и покрај се ова, вие денес ја немате болницата Шендети, која е тука во Тетово, туку таа е во собственост на некој друг, односно во собственост на банките. Да, тоа е. Што ви се случи вас, господине Адил Мустафа, и како почна целата ваша голгота и целата ваша приказна? Да, тоа е истина. Тука се гледа дека во Македонија имал монопол, немал правда, кога ја градив болницата со мои пари немав општо проблем. Кога влезов во банките, тука почна измами, уцени, мито. Во Тетово вчера се одржа промоција на новата хибридна Toyota Auris. Во рамки на промоцијата Државната лотарија на Македонија организираше игра на среќа на која граѓаните преку гребки има можност да го добијат најновиот модел на Toyota. Тетовци вчера имаа можност да го пробаат најновиот модел на хибридното возило Toyota Auris на промоцијата на овој автомобил, која се одржа кај тениското игралиште. Од Toyota центарот наброија повеќе причини зошто граѓаните треба да го купат ова возило, кое нуди комфор, голема сигурност, намалена емисија на штетни гасови. Денеска граѓаните на Тетово ќе имаат можност одблиску да се запознаат со придобивките на хибридната технологија на Toyota. Хибридната приказна на Toyota започнува уште далечната 1997 година, кога Toyota на светот му го представува првото хибридно возило Toyota Prius пуштено во масовно сериско производство. 21 година подоцна ние се наоѓаме на врвот во автомобилската индустрија како најпродаван автомобилски бренд со преку 11 милиони продадени хибридни возила во светот. Нас во Toyota која ќе напрашаат зошто треба да купам Toyota хибрид, ние знаеме дека постојат безбори причини за тоа. Меѓутоа, доколку треба да се издвојат неколку, тогаш ќе кажам дека хибридните возила ви овозможуваат неспоредлива ниска потрошувачка на гориво и ниска емисија на штетни гасови во споредба со конвенционалните мотори на бензински и дизел агрегат. Хибридното возило ќе ви овозможи такво уживање во возењето како што никое друго возило не може да ви го овозможи благодарение на бесшумното возење и тишината која ќе почувствувате во самиот автомобил. Она што е покарактеристично, значи за сите хибридни возила на Toyota, вклучувајќи ги возилото кое што е премија во играта на среќа Паркирај хибрид во соработка со Државна лотарија на Македонија, е тоа што сите хибридни возила доаѓаат стандардно опремени со автоматски менувач, подлежат на добро познатата гаранција од 6 години или 200.000 изминати километри на целото возило и плюс нешто што оди во прилог на самите хибриди, е поврзано со самата гаранција, тоа е 10 годишната бесплатна грижа на хибридната батерија. Toyota Auris, возилото кое што го доделуваме во оваа игра на среќа, е возило кое што навистина е максимално опремено со опрема, стандардно опремено со 7 воздушни перничиња, автоматска клима, Toyota Touch дисплеј со камера за помош при паркирање, предни светла за магла и уште многу повеќе. Во рамки на промоцијата се одржа и игра на среќа. Граѓаните имаа можност преку гребка да станат сопственици на најновото хибридно возило Toyota Auris. Значи, еве тука сме во центарот на Тетово, за да го испромовираме она што се случува во соработка со Државна лотарија и Toyota, а токму тоа е инстант лозот, кој е наречен Паркирај хибрид. И верувам дека веќе сите наши соработници, луѓе кои го следат она што е се новитети и актуелности на лотарија, знаат. Овој лоз е предизвик за сите играчи, за сите оние кои веруваат во гребките, а веќе 2 Toyota до сега падна. Првата беше како во Охрид, да, а втората како роденденски подарок за Александар од Кочани, кој случајно на денот на роденденот си изгреба гребка и си добија автомобил. Тоа значи дека треба да имате надеж, да купувате гребки и секако дека можноста е голема да добиете. Колку Toyota ќе бидат подарени низ Македонија? 10 Toyota. Се надевам дека можеби третата ќе биде токму овде во Тетово. Сега има пробни возења, значи сите кои се љубители на Toyota хибрид како некој новитет, нешто што е навистина интересно, би требале да дојдат и да го пробаат, да бидат тука присутни, да си купат гребка, можеби токму денес е нивната среќа. Тетовски домаќин на промоцијата беше автосалонот Авточајка, овластен дистрибутер на Toyota. Ние сме домаќини на караванот на Toyota и Лотарија на Македонија, бидејќи ние сме овластени дилери за западниот дел на Македонија и ги продаваме возилата на Toyota. Овој пат Toyota сака да го презентира хибридниот програм комплетно, значи од Јарисот, Аурисот, Равот и CHR-от. Така да сите возила граѓаните на Тетово и пошироко ќе имаат можност денеска да ги пробаат.
Ова пробна вожење се одвија од 4 до 8 часот и секој е добродојден да проба што нуди хибридот на Toyota. Вчерашната промоција во Тетово на најновото хибридно возило Toyota Auris беше трета поред во Македонија. Промоција заедно со игра на среќа ќе се организираат уште во 7 града низ Македонија. Најновиот роман на големиот хрватски писател Лудвиг Бауер, насловен како Големата љубов на Дон Жуан и Малата балканска војна, синоќа беше промовиран пред тетовци. Промоцијата се случи во Државното музичко училиште Тодор Скаловски Тетоец, а беше организирана од страна на Македонско-хрватското друштво Тетово. Во екот на неголемите воени действија на границата со Босна, Јан е лесно повреден, а во истата акција и неговиот син Филип. Будењето во болничкиот кревет е со молбен глас на Јан да добие одговор дали нешто знаат за неговиот син Филип. Медицинската сестра го утеши со зборовите: ранете во болница. Токму преку прочитани извадоци од романот Големата љубов на Дон Жуан и Малата балканска војна, писателката Славица Дабеска-Чировска одблиску ги внесе присутните гости на синоќешната промоција во една емотивна приказна за крвавиот распад на Југославија и за создавањето на новите држави, низ многобројните љубовни доживувања на главниот јунак Јан. Романот од хрватски на македонски јазик го преведе Ненад Батковски, а објавувањето беше поддржано од Министерството за култура на Република Македонија во Националната програма за издаваштво за 2015 година. Ова книга е преведена на многу јазици и со голема желба на самиот автор успеавме преку Министерството за култура на Република Македонија да ја објавиме ова книга во издание на Бата Прес. Ова прекрасно друштво кое со години работи, славевме скоро 15 години од постоење на Македонско-хрватско друштво во Тетово, вечерва ја направи една прекрасна промоција на неговата книга која е објавена на македонски јазик. Тоа е Голема љубов и Јонова велика љубов, Големата љубов и Мали балкански рат, каде што тој опишува распадот на Југославија и страхоти кои се случуваа за време на војна која се одвиваше во Хрватска. Овој проект, тоа е проект кој го има добиено ова здружение од Хрватска, од Средишен уред за Хрватите ван Република Македонија, вон Република Македонија, и со неговата поддршка, финансиска поддршка и една поддршка на сите луѓе кои учествува во овој проект. Тука ја се уклучи и нашата голема македонска писателка, романописец кој пишува многу убави романи, особено најзаниот роман Зелениот капут, кој дава еден преглед на старото Тетово и на сите овие мала кои се случуваат. Тоа е нашата ценета писателка, членка на Друштвото на писателите на Македонија, Славица Дабевска. Војната се разгоруваше. Семејството кое живееше некогаш сплотено, сега беше без дом. Сите на сите страни. Јан едва ја извлече својата мајка од разрушеното село покрај Дунав. Старица која не можеше да го замисли животот без семејното гнездо. Беше ставена во ситуација да остане само со гетовите стихови кои секоја средба му ги рецитираше на својот син Јан. Лудвиг Лујо Бауер е автор на голем број детски книги, раскази, романи, сценарија за филмови. Автор е на сценариото за епизодите од популарниот цртан филм Балтазар. Славист што како професор бил ангажиран во Загреб, Лондон и Вашингтон. Добитник е на голем број награди, меѓу кои највисоките признанија за објавен роман Фран Галовиќ, Меша Селимовиќ и Киклоп. Црковниот одбор и кумовите при црквата Свети Спас од Долно Палчиште организираат прослава по повод првата недела од Петровденските пости.
Прослава по повод првата недела од Петровденските пости се организира во недела на 10 јуни од страна на црковниот одбор и кумовите при црквата Свети Спас во Долно Палчиште. Во 8 часот започнува света божествена литургија, а во 10 часот ќе се изврши чинот на водосвет и маслосвет, како и режење на кумските колачи. Од 11 часот започнува братско-сестринска трпеза на љубовта и веселба. Црковниот одбор и кумовите при црквата Свети Спас ги повикуваат сите верници да присуствуваат на црковно-народен собир. Во силното невреме со дожд, град и ветер што го зафати Скопје, ветрот уриваше дрвја, повеќе улици се преплавени со вода, а настрадаа и автомобили. Сообраќајот по улиците во Скопје по невремето е нормализиран. Пренасочување имало кај кружниот тек, кај Континентал и на улица Цветан Димов. Пријавено е оштетување на 10 возила. Од Министерството за внатрешни работи не информираа дека кај Континентал пренасочувањето било поради заглавено возило, а на улицата Цветан Димов поради паднато дрво на коловозот. Во полицијата се пријавени оштетувања на 10 возила. За 25 минути изменени се 11 литри на метар квадратен. Имајќи предвид дека стануваше збор за породен дожд во делови од градот, овие количини беа и поголеми. Ветерот доаше со брзина од над 80 км на час. Невремето предизвика наместа поплајни улици, десетици паднати дрва, откорнати кровови, билборди, прекинати електрични кабли, а на територија на град Скопје беа регистрирани и неколку помали пожари. Денес имавме променливо облачно и нестабилно време на некои места со пороен дожд и грмежи. Попладне се услови за поинтензивни процеси. Локално ќе има пообилен пороен дожд, електрични празнења, засилен ветер и услови за појава на град. Минималните температури ќе се движат од 15 до 20, а максималните дневни од 20 до 33 степени Целзиусови. Утре ќе имаме постабилно време од денешното, ќе биде сончево со облачни периоди. Минималните утрински температури ќе се движат од 17 до 22, а максималните од 25 до 32 степени Целзиусови. Регионалните вести ги завршуваме овде. Благодарам што ги гледавте. Пријатно.